Велам добро утро на Васко Попетрески, нашиот колега од Алсат М и од 360. Васко, добро утро. Добро утро, Сашо. Се надевам, еве и звукот малку преклопува ваму таму, се надевам дека добро се слушаме. Васко, сите некако стануваме експерти за ситуацијата во Бугарија. Ги научивме тамошните партии, ги научивме лидерите. Овој Каракачанов, кого сега веројатно нема да го гледаме толку често, два-три пати не испровоцира што овдека ни чуреше низ уши со неговите провокативни изјави. Како ти се гледаат изборните резултати во Бугарија после ова што се случуваше викендов? Ако ги гледаме низ призма на интересите на нашата земја, мислам дека не се добри, затоа што политичката неизвестност таму само ја зголемува и неизвестноста околу тоа што верувам дека не интересира сите како граѓани, тоа е дали конечно ќе се најде консензус во рамките на Европската унија за преговарачката рамка, потоа се разбира да се одреди датум за одржување на првата меѓувладина конференција. Неповолна во таа смисла затоа што новиот парламент е прилично фрагментиран, не толку по бројот на политички партии и коалиции кои што влегува во него, бидејќи во досегашниот имаше 5, сега ќе има 6, во таа смисла нема некоја драстична разлика. Повеќе тоа е политички дивергентен парламент, прилично фрагментиран. Како и да тргнете да ги составувате бројките, се разбира математички ќе стигнете до 121 минимум необходни за формирање на мнозинство за влада, но политички тоа е апсолутно тешко. Мислам дека им е јасно на сите, од тука и таа изјава ноќта на изборниот ден на Борисов, во која што иако не до крај јасно, сепак се чини повика на формирање на експертска влада. Сега се погласни се најавите дека е можно да има и уште едни воредни избори, бидејќи до 5 мај според бугарските уставни, законодавни некакви правила, председателот ќе го даде мандатот на 2-3 опции, односно на оние кои што се пласирани највисоко на изборите, но како што и самиот вели, ќе биде компликувано да се состави влада. А потоа председателот одеднаш сега станува најважната личност во целата таа политичка драма, бидејќи тој го одредува рокот за избори, тој ги одредува сега мандатирањата и така натаму. Добро, малку на страна од нашиот интерес, значи ќе се навратиме на тоа, но некако Бугарија, ајде што е една прилично депресивна земја, како и сегдека предпоставувам на Балканот и така, но многу слаба излезност, поделен парламент до таму да не може коалиција да се состави. Што е всушност перспективата на бугарската политичка стабилност во годината што доаѓа? Да, тоа е веројатно сериозно прашање за граѓаните таму, а и за политичките елити, бидејќи сето ова ги наоѓа среде пандемија. Се разбира, Бугарија не е ништо помалку погодена од тоа што го погоди целиот свет и во таа смисла веројатно имаат интерес од стабилна влада која што ќе продолжи да води земјата во овие тешки времиња, но велам се чини дека тоа ќе биде апсолутно тешка мисија. Ви Јордановски самиот го споменувате председателот Радев, очигледна е неговата амбиција за нов мандат. Таму кон крајот на годината, доцна есента, во Бугарија ќе има и председателски избори. Многу од неговите потези, веројатно во следните недели, ќе бидат низ призмата на неговиот интерес за евентуален негов реизбор, како што веќе и самиот споменавте. Тој по уставот е обврзан мандатот прво да му го даде на Борисов, кој ако не успее, треба да го врати, па потоа треба да му го даде мандатот Радев на второпласираниот, тоа е овој шоуменот нов на сцената со движењето Има таков народ, Трифонов, кој исто така ако не успее да направи влада, мандатот повторно се враќа кај Радев, кој потоа самиот може да избере кому ќе му го даде мандатот. Се разбира, тоа може да значи предност за Радев, но и не мора, бидејќи веќе констатиравме дека
Парламентот е прилично фрагментиран и тешко е таму да се дојде до бројка од 120 и еден секој тргнува со своите интереси. При тоа, иако гледам дека многу малку шанси му даваат на ГЕРБ да состави влада, јас мислам дека Борисов не треба да се подценува, бидејќи тој и претходно во минатото беше во слични ситуации, знаеше да отстапи, па потоа на голема врата да се врати на политичката сцена, така што јас би сочекал да видиме како би се одвивале работите, иако ќе се согласам дека овој пат веројатно нештата се најтешки од гледна точка на ГЕРБ. Некои колеги во Бугарија велат дека ГЕРБ, односно Борисов, е експерт за превртување на пратеници во парламентот. Неколку пати се има случувано да, особено во вакви формации политички во кои што имате нови пратеници, нови политички формации, тие кој знае колку се политички партиски определени, тоа не се ни цврсти партиски структури, Слави Трифонов и така натаму, се е тоа една нова. Сепак, Васко, она што е сепак и твоја експертиза, полесно, потешко за нас, со влада, без влада, техничка, не техничка, во принцип, нашиот проблем мора политички да се реши со политичка влада, предпоставувам, така што овој вид на технички, експертски, не знам дали воопшто ни оди во корист. Па, прво да видиме дали воопшто и ќе се формира таква влада. На крајот, ако не успее и тој третиот кому Радеви му го дал мандатот, тој има должност по уставот да назначи така наречена службена влада. Со таква влада сигурно нема што да барате во преговори за прашање кое што е високо политичко. Се согласувам со вас, Ордановски, за решавање на отвореното прашање или отворените прашања меѓу Северна Македонија и Бугарија. Од другата страна треба да има стабилен политички партнер. Во ваков состав на парламентот тешко е да се види. Но постои една можност да, бидејќи кај нас е малку и техничко прашањето, можно ли е со некаква техничка влада просто да проминеме на фазата на почеток на преговори, а потоа да се вратиме на политичките спорови со Бугарија кои што ќе ги решава некоја идна политичка влада? Теоретски е возможно, веројатно и посакувано низ нашата перспектива, но прашање дали сепак, бидејќи некој политички со некои гласови во парламентот ќе поддржи таа влада. Прашање е дали политичките структури во Бугарија кои што покажаа прилично унисон став во однос на Северна Македонија, се разбира тука и таму имаше нијанси и разлики во нивните изјави, дали ќе дозволат на таа уставно речено, дали службена, дали експертска, дали техничка влада да дозволи да исчекориме напред. Ќе видиме, ќе биде важно и европските партнери се разбира како ќе се постават кон тоа прашање. Сега наеднаш нашата група, групирањето со Албанија станува некако наша предност, иако некои политичари овде се обидуваат да го представат како мана, но ако има држави членки на ЕУ кои што инсистираат на тоа Албанија и Северна Македонија заедно да чекорат барем во овие први чекори од овој пристапен процес, тоа е и наша предност, така што теоретски веројатно постои таква можност, но не знам реално колку ќе биде тоа возможно. Бидејќи во принцип овој наш вид на проблеми што го имаме со Европска унија, пред тоа и со НАТО и така натаму, секогаш подразбираше одлезен притисок кој што доаѓа од Вашингтон и од Брисел. Сега е нејасно каде треба да се направи во Софија тој притисок. Просто имате празно место, нема концентрација на моќ која што може дури да сака да почне да го решава проблемот. Што значи тоа сега во техничка смисла, бидејќи предпоставам дека наредниот месец, па можда и подолго, Захариева останува министер за надворешни работи на оваа влада техничка, која што сега веќе таа не е ни политичка, бидејќи изборите се завршени. Имаме ли ние, како да кажам, не се прославивме многу со Захариева, иако надежите беа поголеми, некакви спомнувања на можни други министри кои би биле на тоа место? Да беше ГЕРБ во позиција сигурно да ја формира владата, се спомнуваше дека веројатно Захариева веќе нема да биде на таа позиција, дека ќе дојде нов човек. Јас тоа што го слушав, тоа беше
советничката за надворешна политика. Мислам дека во последниот период дури и шефица на кабинет на премиерот Бојко Борисов, нејзиното име е Деница Желева, со изразен германски бекграунд, имаше кругови кои што полагаа надеж во евентуална таква промена на шефовското место во бугарската дипломатија, но сега ова е премногу што би било кога би било, бидејќи не знаеме дали Борисов ќе биде во таква позиција и ќе има шанса да ја направи владата. Од друга страна ќе биде интересно да видиме дали Борисов навистина ќе се обиде кога ќе дојде редот на ГЕРБ да го прими мандатот, лично тој да го земе или да понуди некоја друга фигура. Предпоставувам и вашите гледачи, ако следеле, слушнале дека се споменува имињата на Николај Младенов, бившиот шеф на бугарската дипломатија како потенцијален премиер експерт во случај ГЕРБ да може да прави влада. Некои ја споменува дури и Кристалина Георгиева, што за мене е просто неверојатно дека би се нафатила. Николај Младенов е, како што јас и ти знаеме, Васко, Николај Младенов е еден од најуспешните и меѓународни дипломати, бидејќи тој доскоро беше преговарач на Обединетите нации во палестинско-израелскиот судир. Тоа сите, јас ги читав бидејќи си заминал таа функција пред 2 месеци, читав во Нью Йорк Таймс, во Вашингтон Пост, во уште неколку други големи светски медиуми, такви комплименти за дипломат не сум прочитал, просто во големи осврти и така. Јас лично го знам, една изворедно интелигентна личност со апсолутно компетенции. Не знам дали би се нафатил за технички премиер, но со него може да се разговара на многу повисоко, би рекол, квалитетно ниво отколку ова до сега што го водиме со бугарите како разговори. Васко, благодарам многу за овој осврт утрински. Ние имаме, тоа ни се на термините, сигурен сум дека и кај вас навечер и кај нас наутро ќе се бавиме ние со оваа тема уште подолго време, па можеби и она што ќе се случува во Софија ќе ни отвори некакви други можности овдека за преобмислување. Имаме ли ние простор за преобмислување еве за крај на нашата позиција кон Софија, некаква варијација која што би можела во овој, да кажам, релативно предвидливо мртов под наводници период да сепак нешто направиме? Јас се надевам дека ние учиме од, условно кажано, грешките правени во односите со Грција и дека сега ја гледаме цената на пропуштените шанси по добивањето на кандидатскиот статус во 2005 година, пропуштените шанси во 2006, 2007, таа една антикоманија која што ја почна тогашната влада на Груевски некаде кон крајот на 2006 и првата половина на 2007, која што по моите анализи практично и го провоцираше променетиот став на тогашната влада на Караманлис во 2008. Од оваа перспектива мислам дека навистина треба да жалиме за тие шанси, бидејќи тогаш бевме половина чекор зад Хрватска. Хрватска е од 2013 земја членка на Европската унија. Сега сме април 2021, ние се уште зборуваме за почеток на пристапни преговори. Мислам дека ние како држава непосреден сосед немаме друг интерес освен да инвестираме во добри односи со Бугарија. Да, на едно човечко ниво дел од пораките и изјавите кои што доаѓаат од таму навистина се прилично провокативни, знаат да извадат од кожа, но на крајот во меѓународните односи решаваат моќта и интересите. Ние моќ немаме, имаме интерес да бидеме утре членка на Европската унија и веројатно е тоа она што треба да не води во овие односи. Се разбира, имаме интерес да си ја средиме државата и дома, а гледаме дека без тој позитивен притисок кој што би доаѓал, се надеваме од пристапниот процес кон Европската унија, работите дома навистина многу тешко и бавно одат. Ете така, Васко Попетровски, благодарам за ова утринско јавување. Работите одат бавно и тешко, личат како речиси насукана галија.